Благодарам, почитувам председателя. Почитувана македонска јавност, образложението за импичментов и првиот говор беа доволни почитуваните новинари од галеријата, ваши непријатели на коалицијата, а наши пријатели, да проценат дека овој шарен балон се истиши уште на почетокот. Од две причини. Првата е, до ден денес, единствен аболициран политичар во Република Македонија е Зоран Заев, коалициониот партнер на Горан Мисовски и водач на македонската опозиција. И второ, единствен македонски политичар кој после 9 мај молел кај господинот Ѓорги Иванов да биде аболициран е Зоран Заев. Затоа оваа тема денес е истишана и затоа новинарите веќе си одат. Колега Мисовски, денес од вас слушнавме само еден добар момент. Повикавте на избори. Па нели ќе го прочистувавме избирачкиот список? Нели имаше 500.000 фантомски гласачи? Нели имаше многу нерегуларности? Добронамерен совет, бидејќи ве почитувам. Не избрзувајте со вакви апели. Така и колегата Милевски во минатото викаше дека е спремен за избори на 5 јуни, ги виде рейтинзите, се откажа човекот, го прекандисаа. Кога сме ке бројките, сакам да ве потсетам дека човекот за кого што барате импичмент е личност која на 26 години демократија, плурализам, освоил најмногу гласови. 534.910 гласови. Повеќе од пола милион гласови. Тоа е навистина за почит и за респект. И би ве потсетил, Прчковски освои 264.000 гласови, а вашиот последен кандидат кој што го победивме, 390.000 гласови. Рековте дека Македонија била мафијашка држава. Да, тој епитет го заслуживме уште од 90-тите години со мафијашката приватизација, со мафијашката трансформација на македонските фирми, кога 240.000 граѓани во Република Македонија од мафијашите останаа на улица. И ден денес ги трпиме тие последици. И ние, и тие, и нивните семејства. И во иднина, многу би било подобро да не го спомнувате извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Повторно од две причини. Затоа што извршниот комитет на ВМРО-ДПМН има повеќе членови него на СДП, и второ, извршниот комитет е составен од луѓе кои што во последните 10 години направиле програма, ја понудиле пред граѓаните и 11 пати соред ја добивале нивната програма. Што понуди опозицијата, кажете вие. Ви благодарам.